Да, почитувани термин за Аргумент Плюс на телевизија 24, јас сум Миле Петревски, а во следните половина час ке имам интервју со председателот на политичката партија Левица, како и што најави во централниот дневник. А Пасиевти, благодарам што ја прифати мојата покана. Благодарам за поканата. Во средина на кампања вие сте прва телевизија која што не вика на интервју, така што можете да замислите колкава е цензурата врз Левица и уште еднаш благодарност за нашата обврска и према законот и према етичките кодекси на новинарството е да ги повикаме. Изгледа само за вас и за нас. Да, за да ги повикаме сите кандидати кога правиме дебати за кандидати и сите лидери. Ждепката падна кај вас со мене да имате интервју во однос на лидерите. Сакам да почнеме со оно што е, би рекол, најактуелно во однос на вашата партија, тоа е одлуката која што беше донесена и објавена вчера од страна на Управниот суд дека е отфрлена тужбата на политичката партија Левица за упатството за радиодифузерите за локалните избори, односно онаа одлука на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на вашето финансирање и за парите кои што требаше да ги добиете од државата да се рекламираат. Па ние не очекувавме дека ќе не усвојат, но за да дојдете до Страсбург вие треба да ги исцрпите сите домашни правни лекови. Да се изоди патот. Да се изоди патот, да. Инаку никој не е надлежен во државава за авно. Значи ниту уставен, ниту управен, ниту основен граѓански, секаде ние тужевме и сите се прогласуваат за ненадлежни. Значи ние како да сме марсовци одека. Но тоа е патот на цензурата, ние имавме предчувство дека ќе ни направат ваква заседа, но не очекувавме дека тоа навистина ќе се случи, затоа што толкувањето на законот е апсолутно погрешно. Значи, таму во законот на кој што се повикува овој Зоран Трајчевски од АВМУ, формулацијата е коректна ако ја гледате. Во смисло, тие ги фаворизира двете најголеми партии, но не им дава право да земат се. Затоа што таму стои зборчето двете, но стои зборчето може да земат најмногу 45% од колачот. Тоа не значи дека тие мора да земат се. Трајчевски и АВМУ толкуваат вака, на вториот начин, дека тие двете мора да земат се. И сега имате 240 секунди во прайм тајм за платено политичко рекламирање и тие ги делат помеѓу нив две. А правилото е да ги делат 120 зема најголемиот, 80 зема вториот, 40 секунди зема третиот во случајот Левица. Но тие не го толкуваат тоа така и се повикуваат на за зборчето двете и тука настана куршлузот. И сега Уставен суд закажал седница на 15, мислам дека, а кампањата трае до 17. Но добро е што закажал, затоа што досега знаете што ни правеа. Бидејќи имаме ние секој избори сме оштетени од Трајчевски и од АВМУ. Минатиот пат пакетот наш го делевме со гром, иако пратеникот Љупчо Пренџов фигурира во пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Но тој, за да не оштети 150.000 евра, тогаш, а сега 400.000 евра, го толкува дека треба да се дели пакетот на Ванковска со Стефчо Јакимовски. И така, и сега се тужиме и за тоа. Значи, ние перманентно сме под репресија на АВМУ, а тоа е аберот од премиерот. Да. И сега, оние пакети кои нас не следуваат, тогаш ние истото вакво упатство имавме иницијатива пред Уставен и знаете која е финтата на Уставен. Закажува судење, тоест седница, после 6 месеца или година дена и само констатира дека актот кој ние го спориме, во случајот упатството на АВМУ, веќе не е во правна сила. Можете да замислите која правна имбецилност е тоа. Така може да добиете средства за втор круг. Ама не само да се доиска. А актот што важел и што предизвикал штета, да разбирате? Кој ќе плати тоа? Тоа не ги интересира нашите истакнати правници со преправени како мачори во тоги во Уставниот суд. Значи, он констатира дека денот кога заседава упатството не е во правна сила. И за прв пат сега, под притисок на јавноста, бидејќи ова е невиден преседан се, а ние што сме учени на репресија, тоа не значи дека е тоа нормално. Ова наликува на борбата на Ердоган во Турција со Курдската работничка партија или ако сакате со случајот на забраната на политички партии во Молдавија. Тие се два случаја на европско тло кои што се под јурисдикција на Европски суд за човекови права во Страсбург, а кои што вршат ваква репресалија. Значи ова од 91 до денес се нема случајно во Македонија. И сега за прв пат Уставниот суд под притисок на јавноста закажува седница за време на важењето на оспорениот акт. И ќе видиме што ќе одлучи во петок.
Јас не сум Ако оптимист. одлучи во ваша корист, ќе имате средства за вториот круг? Ке имаме 2 дена. 2 дена цели. Ама не, ке чекаат да се објави во службен весник, Аха, а веројатно 7 ќе се објави по 5-6 дена, Така, 7 дека дена да спремат, пошто се они многу вични, им треба време 10 дена да искуцаат, така да отидовме Што ние ќе низ значи ако вода. Страсбур, на крај рекавте дека ќе идете и таму, Така, одлучи во ваша корист? Тоа ќе значи оштета. Ќе треба државата? Државата да ни плати се што ни следувало и во иднина да не дискриминира. Бидејќи аберот од премиерот е дека и на следни парламентарни ние ќе немаме пари. И не само што да дознае јавноста. Причината е што, да се објасни? Причината е растот на левица како вистинска опозиција, затоа што другава е бижутерија, нема таму. А не освоените гласови? По кој по основ на анкети, бидејќи премиерот ни е егоманијак за анкети и тој си ги гледа секојдневно и гледа дека левица расте. И тоа е како да ги спречи, парите од државата се добиваат по основ на изборен закон. Так. Сега во случајов не само што не ги добивме парите кои нас не следуваат, кажав сума е од околу 350-400.000 евра. Туку ние сега на нашата редовна сметка имаме пари и сакаме да се рекламираме. Ама не може. И тоа ни е забрането. И значи ни е забранети телевизија, радија, интернет портали и билборди. Не можеме дури ни билборд да си закупиме затоа што тие кои ќе ни го изнајмат можат да одговараат за како тоа злоупотреба на пари од изборна кампања и слично. Разбирате до кој степен оди. Значи не само што те тепаат, туку не ти дават и да плачеш. Ето тоа е работа. И сега се почесто ја користите како партија. Изреката на Ганди, видите прво те игнорираат, потоа ти се смеат, а потоа те напаѓаат и на крај победуваш. Ние бевме. Кој најмногу се плаши од левица? Па ДПМН се плаши најмногу, да. Тие што најмногу критикуваат. ДПМН се плашат најмногу бидејќи левица е партија со која тие не можат да излезат на крај, затоа што има идеологија, има кауза, има и несекојдневни методи на делување кои за нив се несватливи затоа што тие се партија на естаблишментот и слично и тоа во нивните очи нас не прави и како закана. Сега не зборуваме за овие избори. Овие избори левица ќе има раст, тоа е несомнено, но се уште не е до нивото кај што може фронтално да се носи со ДПМН. Но на наредни парламентарни мислам дека левица и како ќе фигурира како втора партија во државата. Ние веќе сме втора партија во некои урбани општини, што е типично за социјалистички партии од ваков вид левичарски со радикална идеологија. И ние очекуваме нападите не само да престанат и покрај одлуките на судовите, ние паралелно имаме повеќе, за прв пат поднесовме акција Популарис, тоа е нов вид на тужба согласно законот за заштита од дискриминација и ќе видиме и тој спор, можеби и ќе го добиеме. Од кого добива левица симпатии, членство, поранешни ВМРО-вци или сегашни, се исто? За да се мовци или неутрални граѓани? Тие ми се најнеомилени поранешните од други партии. Ние градиме автохтона структура со луѓе кои за прв пат кои се приклучува? Претежно младите до сега, но од сега ако гледате и по CV-ата и портфолијата на нашите кандидати, мислам дека она што во марксизмот се нарекува интелигенција, веќе почнува да се отклонува од СДС и да инклинира кон нас. Во смисла, некоја средна класа на доктори, инженери, адвокати, професори универзитетски, учители и таков калибар на луѓе полека почнуваат да се приближуваат и тоа се гледа и од нашите кандидати за градоначалници. Ние на предминатите локални имавме само еден кандидат, потоа имавме 8 кандидати, сега имаме 20 кандидати, а имаме околу 60 на советнички листи, што не прави по структура, по инфраструктура не прави партија која што е малтене втора, затоа што е пред ДУИ, бидејќи ДУИ е сконцентрирана претежно во албански општини. Од тука ние го црпиме оптимизмот и од младите кои што полека се вртат со оваа свежина која што Амар ја внесе на политичката сцена сега во овие избори, со тој нов вајб, нови вибрации, со ребрендингот, со друга боја, со други спотови, гледате дека ние не кукаме, не плачеме, водиме позитивна кампања. Да. И сето тоа придонесува и мислам дека и самите ќе се изненадиме од позитивниот резултат на овие избори. Бидејќи ги кажавте, ова прашање беше малце подоле, што ќе биде успех? Колку градоначалници ќе биде успех? Колку советнички листи ќе биде успех? Што ќе биде за вас? Успех ќе биде да го подобриме скорот од прошлите парламентарни, тоест од прошлите локални избори. Тоа значи да го задржиме растот на трендот на раст, што е
исто така специфика само на нас. Значи сите партии, и поголеми и помали, имаат амплитуди, горе доле одат, но левица откога постои овие 10 години има само раст. Тој не е енормен, тој е степ бај степ, но очекуваме тоа да се задржи како момент. Ние на минатите избори имавме освоено околу 45-6 советника, ни еден градоначалник. Сега очекуваме влез во втор круг во некои урбани средини и с голем број на советници над 50 во општини каде што до сега сме немале. Например, очекуваме влез во втор круг каде што сме втора партија, тоа е Аеродром, Кисела вода, Гевгелија, Илинден, па дури и град Скопје, бидејќи со кампањата која што Амар ја води, мислам дека ги изремети овие кандидативе, и ако го гледате вордингот на владеачкава партија, прво беше Орце Тепа во прв круг, за да сега овие од левица извадија кандидат за да ние не тепаме во прв круг. Значи тие ги гледаат анкетите и гледаат дека кампањата на Амар е приемчива за народот, е реална, е несекојдневна, и мислам дека тоа ќе даде добар скор за овие избори. Така што очекувам да се задржи трендот на раст на левица. Кога би се сумирале денеска да бидат, например, и вториот круг да биде, има шанси левица да биде втора партија? Па, ако влеземе во втор круг во град Скопје, тоа ќе биде голема факторизација. Тоа да бидете вие? Па нема што таму да се дозволи или да не се дозволи. Види, они се мокни да те закочат, да ти прават спрепки, обструкции, но не се до толку мокни да заборавите дека и Пиноче падна на референдум. Така да не верувам дека до толку можат да го загушат ако има масовна излезност и проопозицијско настроение. Така што они мислам дека ќе продолжат со оваа репресија, но резултатот ќе биде обратен, контраефект ќе има оваа репресија, затоа што секогаш, знаете, во очите на нормалниот човек, оној кој е опресиран добива симпатии. Дури и луѓе кои не сакале, сега после ова што ни го прават, велат јас ќе им дадам шанса на дечките, знаеш, вреди. И мислам дека тој момент они го имаат подценето во нивните стратегии и ќе им се врати како бумеранг. Сакам да прашам околу виолетовата боја. Зошто се смени виолетовата со црвена? Прво сменивме заради моментот на изненадување. Значи, кога војуваш со ваков противник, треба да го изненадиш. А второ, затоа што виолетовата боја има левичарска традиција. Значи, мислам дека шпанската Подемос ја користеа, Сириза кога победија има виолетова, Меланшон во Франција има виолетова, така да европските левичарски движења, кога зборувам левичарски, не мислам на социјалдемократски, бидејќи тие се веќе политолошки во центар, не се во лево. Повеќе на центар, да. Значи, оние кои се условно кажано порадикална левица, како што беа Сириза, Подемос, Меланшон и овие, и ја има лилјаковата боја како таква. И мислам дека направивме правилен чекор, тоа беше и желба на Амар, малце да внесеме нова енергија, нов вајб кој да продреме до млади кои до сега. Знаеш, очекуваат црвена, но или не, ова ова е само за кампањска. Можеби на другата кампања друга боја, но црвената си останува како наша автентична боја. Сестата Тупаница и петокраката останува, значи, и ножот на петокраката. Добро, сакам да ја прашам околу кандидатите сега. Така. Градоначалници за Струга, Тетово и Гостивар, а немате за Велес, од каде што вие потекнувате, и немате за Штип, од каде што предавате, или од каде што сте. Се плашите дека нема да добиете доверба или лош или строг професор сте, па... Не, јас не можам, јас по лична карта сум во Скопје, така што не можам ни таму да се кандидирам. Не вие, чисто зашто немате кандидат? Па од политичка стратегија. Зашто ВМРО нема кандидат пред 4 години во Штип? Зашто нив така не ги прашуваме, ме разбирате? Политиката е шах, проценуваш кој потек ќе го влечеш. Ние така као раководство сме процениле и тие потези ги влечеме. Значи, пред неколку години, ако се сеќавате кога оној докторот победи во Штип, кардиологот што беше пратеник, Сашко, тие не понудија ВМРО против кандидати, само со еден кандидат се идеше на избори, СДС тогаш. Така што тие тогаш така процениле, зашто тогаш не издвадија во Штип. Така и ние сме процениле дека во Штип е бастион на ДПМН и во овој момент не ни е опортуно на тој фронт да војуваме. Да не се трошите таму. Да, апсолутно. Значи ти имаш ограничени ресурси и проценуваш каде да ја водиш битката, бидејќи, како што кажа, се уште не сме на нивото на фронтално политичко војување со ДПМН, бидејќи се режим кој контролира се. Од црни пари, од мафија, до легални пари, до институции, до све. Така што герилско е нашето војување и ние треба
удри тука, бега и направи за се да бега, ме сваќате, значи левичарско-партизански. А некој скрие на коалиција со Дуи, како што не го просто обвинува? такво нешто, не. Ние со Дуи сме многу Дури на давно. сатира ја терате во кампањата. Апсолутно, мислам, кога не можеш рационално да одговориш и кога имаш глуви уши за рацио, тогаш одиш на сатира и на исмејување на својот политички опонент, и тоа гледате дека пали луѓето како од шега го сваќаат, затоа што нема ни тронка вистина во тоа. Впрочем, коалицијата ДПМН и Дуи си функционираше со години во времето на груевизмот, 2-3 мандата колку беа, и сега си функционира, 3 закони смени од кога сме во овој парламентарен состав за година дена, каде што требаше двотретинско и бадентерово мнозинство. Така што во позадина тие си се договараат, а ова закрвување орли, загарио, тоа е само за театар за деца и младенци. Но мислам дека веќе се прочитани и интелектуален свет не паѓа на тоа, но паѓаат овие ботовиве закоравениве ВМРО-иди кои лепи солки јадат и до гробке гласаат за ВМРО, така и тие пали. Но ако гледате, Мицкоски во кампањата ни посветува многу внимание. Например, на говор во Виница, тој говори 20 минути за кандидатката Јована Мојсовска од Струга, ме разбирате, малце е сулудо, но тоа значи дека ги пореметивме во нивните комбинаторики и математики, особено во Западна Македонија, и докажавме дека Македонија е и после Групчин. И сега видите сулудоста на ДПМН. Кога имате кандидат македонец и кандидат албанец, сите албански партии се обединуваат кон албанецот, но тие даваат директива да не се гласа за Јована Мојсовска, да не се гласа за Катка Божиновска во Тето, да не се гласа за Дарко во Гостивар, туку да се гласа за Влем. Разбирате докаде оди нивниот врховизам, јас би го нарекол, или антимакедонизам, ако сакате, значи на иста линија на необализмом. И од тука, кога имате кандидат како Јована Мојсовска, вие, како патриотска партија, да не го поддржите, макар и потајно, со циркуларка до членството, или со некој абери до членството, не, они обратно одат. Значи, они одат да го поддржат кандидатот на Влем по секоја цена. И тоа за нив ќе биде погубно. Сакам да ве прашам, зошто номинирате пратеници за кандидати за градоначалници кога видите се шири и расте партијата? Па затоа што сметаме дека, видите, тие се нови пратеници и до сега не биле. И како Амар, како Јована, јас и Борис сме веќе втор мандат, но тие се прв. И сметавме дека Амар со неговото политичко делување, не, баш поради нивната специфична политичка тежина и габаритот кој што тие си го остварија за време од година дена како пратеници. Значи, си стекнаа име, се изборија да бидат препознатливи и цениме дека таква енергија ни требаше, особено енергијата на Амар во град Скопје, која што ги изремети буквално они до последно не знаеја кој потек ние ќе го повлечеме со град Скопје, очекува по-стар кандидат, поискусен и слично, но ние отидовме со сосема друга таргет група и мислам дека математиките сега им се изместени. Ако влеземе во втор круг, тоа ќе биде политички земјотрес во Скопје и известна победа. Значи, овој прв круг е многу битен, а на вториот круг веќе математиките не важат од првиот круг, бидејќи таму имате нова консолидација, нови тајни договори, нови тајни преговори и слично. Како ден очекувате да има изборен? Па додека тече кампањава, очекувам да биде попрљава се и вака со овие кобожемски бомби, куфери, пукања во Куманово и такви. Почнаа веќе да... Да, почна, но очекувам нормален. Дали има инциденти? Да, па не знам сега, јас не сум пророк да го тоа прорачам, но очекувам нормално како и до сегашните избори да биде. Многу реакции предизвика дел од кампањата и слоганот кој не смеам да го кажам во целост, ради... Да го кажам јас. Не треба да вие ради публиката и законот што го имам пред Ава Молкоја што многу не ја сакате за мицковизмот. Немаше баш многу позитивни реакции во однос на... Па, зависи како гледате, кај ВМРО-идите немаше, кај тие кои ние целиме и како имаше позитивни, затоа што сите млади тоа им дојде. Целта ја остваривте со тоа? И тоа не е, видите, тоа не е нов слоган. Ние тој слоган го имавме на првите парламентарни избори. И тоа не е слоган, тоа е стикер еден кој го лепат младите по кафичи, по вециња, кај што има тоалет, затоа што е соодветен на такво место. И тоа е исмевање на сатрапот, како да ви кажам, да се плукне гадот валкам, така викаше Кочо Рацин. Значи тоа е покажување среден прст и дрскост кон еден сатрап кој е немилосрден, ердоганистички во нивните
во неговите чекори кон опозицијата и е зол човек во принцип. Сметате дека повеќе добиват од колку што губите со такви потези? Значи, зависно, ви кажувам, зборот партија е етимолошки парс, дел. Ние не можеме сите да ги задоволиме и сите вкусови да сме процениле дека целиме кон младите и таков вординг употребуваме. Од тука тоа е легитимна политичка борба, а пристојноста, ако ви е непристојно пцуењето, а пристојно крадењето, си ги имате бипартизмот на СДСМ и ДПМН и слободно си ги гласате нив. Затоа е партија, ние сме дел од мноштвото и еманираме политички пораки кои сметаме дека се целисходни за нашето, а не за нивното гласачко тело. Така што морализациите не допираат уопшто. Што левица како трета опцијата, ни едните, ни другите, има да понуди поразлично од двете опции што им недостасува? Прво, самата неподмитливост на левица е нешто што е sui generis за нас. И второ, тоа што Амар се сретна во кампањата со најдобриот градоначалник во светот, прогласен за 2023, тоа е градоначалничката на Грац во Австрија, која што е наша сестринска партија, тоа е комунистичката партија. Таму комунистите немаа победено. Имав прашање за нејзе, иако не договарате ниту збор за ова интервју. Не ви ги побарав прашањата, не знам што ќе ме прашате. За господијата имав подготвено прашање. Да, значи, таа е едно од најдобрите градоначалнички од кога постои Грац. А претходно комунистичката партија немала освоено градоначалник од Втора светска војна во Австрија. И сега одеднаш доаѓа женава и прави бум, онака. И нема службено возило, не користи никакви бенефиции. Апсолутно. И тоа искуство беше драгоцено за Амар. Ние само бидејќи комуницираме со комунистички партии на светот, и со Кина, и со Русија, и со Куба, и со сите кај што ги има, само со едно писмо таа виде дека сме, како да кажем, дораснати за прием и за споделување на искуство, и веднаш го прими Амар и драгоцено е тоа искуство. Така што левиот тип на градоначалници, ако го гледате и Загребскиов, овој младиот дечко што е зелено леви фронт, како им се вика таму нивното, значи тој спој на интелигенција, активизам и неиспрљани луѓе во политика, мислам дека полека се спушта кон југ од север, значи преку Австрија, Словенија, Хрватска, добро, Србија е специфична, таму Вучич доминира, но надолу кон Македонија, како што впрочем било и во Југославија, така течеле тековите политички од север кон југ, и мислам дека тој бран, ако го зафатиме, ќе биде многу добро не само за главниот град, туку многу добро и за македонската политичка сцена. А има добри фреквенции сега и затоа сме оптимисти за овие избори дека ќе направиме исчекор. Може да се очекуваат малку да отидеме чекор напред, парламентарни на пролет? Па видете, Мицко ретерираше, прво немало да има, сега можни биле, така што парламентарните зависат од мнозинството. Ако тоа реши да се распушти, ние сме тука да поддржиме. Но мислам дека тие можат да сонуваат оној скор кој им го донесе Силјановска, која што привлече многу независни и неопределени кон ВМРО, но сега тие повторно се враќаат и тие се мања околу 100.000 гласови според мене на овие избори и нема да им биде опортуно. Обично Груевски правеше избори кога имате налет на вашата партија. И обично во првата година и требаше да има таков бран на провомаровско настроение, но тие не знаат да владеат. Тие само тендери знаат и бизниси. Владење е многу по-благородна работа и гледате дека владата наместо да има првата година нагоре па да почне надоле, таа од почеток почна надолу. И мислам дека поради тоа тие нема да се осмела да одат на парламентарни предвремени, затоа што 58 пратеника во тој случај ќе се сведат на 45, ме разбирате, ќе освојат десетина пратеници помалце. Тоа ќе ги направи поранливи во преговорите со албанскиот фактор и мислам дека оваа позиција им е комотна и ќе ја тераат до крај. Тоа е моја некое видување што не мора да биде точно. Како вие планирате да го одржите растот? Ние бидејќи очекувате и за локалните да имате значителен раст, како тоа би било на дол крок? Тоа ќе биде консолидација добра, затоа што во таков случај ние ќе добиеме финансирање и на нашиот партиско-истражувачко аналитички центар, кој што би се занимавал со, ајде да кажеме, едукативна работа на членството, значи со школи, академии, политички, градење на кадар и слично. И мислиме дека тоа и како ќе ги зајакне ресурсите на партијата,
партијата веќе има и свој имот од каде што е хедквот, од каде што функционира, и мислам дека со аналитички центар, со агитпро, пропаганда, ширење на социјални мрежи, доминација на улици, креативни кампањи, маркетинг, герила и слично, дека растот ќе продолжи, а наследните парламентарни ќе биде мегданот помеѓу левица како предводник на опозицијата и режимот на ДПМН. Какви коалиции би прифатиле тогаш или биделе повторно сами? Ние пред парламентарни никогаш не прифаќаме коалиции, за после избори можно е, но се надеваме за прв пат во историјата да ние бидеме тие кои ќе понудуваат коалиции, а не нас да ни ги нудат. Тоа значи да бидеме доминантна опозициона сила која што ќе ги диктира условите, а не само неизе да ги диктира. Сакам да го завршиме овој интервју со да се вратиме повторно на локалните за вториот круг. Каде вашите гласови ќе се прелеат? Па кај нас, бидејќи ние планираме да влеземе во вториот круг. Каде што нема да видите? Па видете, тоа се калкулации или... кои ќе се прават инконкретно. И мислам дека немаме ние таква традиција на подарување гласови, бидејќи ние не ги носиме во джеп нашите гласови, туку крваво се бориме за да ги освоиме. И не можете да се коцкате едноставно со непроверени тактики и финти. И тоа не краси како партија, и мислам дека инконкретно ќе се прават тие математики и калкулации, но во многу општини, особено во урбани центри, очекуваме ние да бидеме тие кои ќе влезат во вториот круг. Апасиев, јас ти благодарам за интервјуто. Благодарам и вас. До сега на овие дебати што ги имав со политичките играчи за локалните избори, им посакував среќа во изборите, ето, и на левица им посакувам среќа, фер игра, па по изборите ќе видиме како ќе биде, па ќе ги сумираме податоците. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, се надам дека и денес како задржа вашето внимание, останете со Телевизија 24, од мене пријатно.